Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Откриени тајни. Од сега па натаму секако во новиот термин 11 часот сабота, но повторно заедно со нашиот редовен гостин доктор Жарко Костиш, генетички консултант од Здруженијето на Греа и ни помагам. Како и секој Откриени тајни, така и денешната ќе има доста интересна тема на разговор со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. За која тема станува збор, ве поканувам во продолжение да останете на програмата на телевизија 24 Вести. Доколку денес одлучивте да бидете заедно со Откриени тајни на 24 Вести, ние ви ветуваме интересна тема за разговор. Впрочем, како и секој Откриени тајни, тука сме да дадеме одговори на прашања кои што се поврзани со подобрувањето на квалитетот на вашиот живот. А верувам дека во животот на сите има проблеми. Во секојдневието, поголеми или помали, создадени или наметнати, секојдневно се соочуваме со проблеми и сите ние сакаме да најдеме решение на проблемите и да бидеме во подобра комуникација со луѓето околу нас, секако без проблеми и без конфликти. Доколку сакате да дознаете повеќе за начинот на кој можеме да ги решиме проблемите, останете заедно со нас. Интересна тема имаме во денешната Откриени тајни. Верувам дека со неа ќе го задржиме вашето внимание. Доктор Жарко Костиш, генетички консултант од Здруженијето на Греа и ни помагам и денеска повторно заедно со нас и заедно со него секако дека ќе откриеме како да си ги решиме проблемите во животот. Жарко, добар ден и добре дојдовте во уште една Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Имаме навистина интересна тема. Секој од нас има проблеми. Секој човек има во својот живот проблеми, дали повеќе или помалку, и сите подеднакво се трудиме да ги решиме и да ги совладаме проблемите. Но во одреден момент, како да се чини дека не би знаеле што да правиме доколку ги немаме проблемите. Како да ги сакаме своите проблеми. Да, ние ќе зборуваме во оваа емисија на тема проблеми како да ги разрешиме, но можеби и се надевам дека нашите гледачи ќе бидат изненадени од она што ќе го понудиме како решение, нешто што можат самите да го пробаат, дали функционира, но во секојдневието, во животот, рековме од минатите емисии дека животот е игра и споредуваме со игра. Дека секогаш во играта имаме некоја цел која што сакаме да ја поставиме, имаме препреки или проблеми како да дојдеме до целта, имаме слободи што можеме да направиме, какви решенија можеме да најдеме да ги надминеме тие препреки за да се оствариме својата цел. Секоја игра ги има овие елементи, значи секогаш имаме цел, секогаш имаме препреки, секогаш имаме некои опоненти, нешто што ќе не спречи, секогаш имаме слобода да делуваме. И гледате, секогаш слободата и препреките на некој начин мора да се избалансирани за да биде целата таа игра интересна. И ако пак ќе кажеме го разгледаме животот како игра, тој дефинитивно подлегнува на овие правила на играта, ќе откриеме многу интересни работи во врска со проблемите, ќе дадеме една нова интересна точка на гледање за нашите гледачи во врска со самите проблеми. Во претходните емисии разговаравме дека ние не постоиме само како единки, не постоиме само за нас. Ние сме вклучени во животот, сме вклучени во општеството, членуваме во групи, така имаме фамилија, врска, сме дел од човештвото на крај краишта. Така сите раси се тука вклучени во целото човештво. Во секој еден сегмент ние сме дел од некоја игра. Гледате, кога ќе отидеме на работа, имаме проблеми, имаме игра. Во фамилијата исто така имаме игра. Некојаш се имаме проблеми сами со себе. Но она што е интересно е како човекот почнува да нема проблеми. Или ајде да кажеме, кога зборам за проблеми, сега ќе кажам дека имаме и конструктивни проблеми, имаме и деструктивни проблеми. Конструктивни проблеми имаме секогаш кога ние ќе ја зацртаме целта. Ете, кога ние иницираме нешто кое што сакаме да го направиме во животот. Кога ние се задаваме цели. Кога се задаваме цели, тогаш имаме препреки, имаме проблеми кои што гледаме како да ги разрешиме. Во такви ситуации имаме толку конструктивни проблеми во нашиот живот, за некои глупави проблеми да воопшто не мораме да се замараме со нив. Но проблем настанува кога човекот се повлекува од играта на животот. Замислете некој човек кој што бил на работа, ја изгубил работата, или некој се пензионирал и така натаму. Гледате, имал толку многу обврски, задачи, проблеми, па ќе кажам конструктивни. Некогаш и проблемите на работа не мора да се само конструктивни, може стварно да не задаваат мака, но како и да имаме обврски. Имаме нешто кое што сакаме да го разрешиме, нешто што сакаме да го постигнеме. Како се повлекуваме некојаш од играта на животот? Ајде пак ќе давам пример. Некој се пензионирал или загубил работно место.
И сега, сите тие проблеми кои што ги имал таму однаш ги нема. Но, интересно е дека човекот сака да креира некојаш проблеми, баш заради тоа да има игра. Но рековме во претходните емисии дека имаме еден дел од нашиот ум, кој што го нарекуваме реактивен ум. Таму се снимени сите негативни работи што ни се има случајно во нашиот живот, сите болки, сите трауми. И тој подсвесно во дадени моменти ни се реактивира. И некојаш стануваме љути, нервозни, стрес имаме многу во нас. Сето тоа доаѓа од тој реактивен ум и кога ние не зацртуваме самите цели во животот, не иницираме нови игри, конструктивни работи, тоа што е реактивен ум се вклучува и почнува да креира глупави проблеми, ајде така да ги кажам. Земете еден пример, можеби, еве, мајката во фамилијата се пензионирала и сега веќе не е на работа, е дома. И одеднаш почнува толку многу да креира проблеми за останатите членови во фамилијата. Океј, ама зашо сега фармерките тука ги остави? А па пучите, па ти реков дека треба. Зашо не се соблечеш секојаш кога ќе влезеш? Гледаш цело време чистам по вас. Гледате, одеднаш имала толку многу проблеми и улоги во животот кога била на работа. Гледате, решавала многу проблеми. Кога ќе доеме со толку многу проблеми дома, некои работи воопшто не ни изгледаат како проблем. Гледате, едноставно ги решавате тие работи без да му даете толку многу значај или внимание. Но кога ќе се повлечеме, пак ќе кажам, од некои сегменти од нашето постоење, нашиот живот, каде што сме креирале проблеми, тогаш почнуваме да даваме толку многу акцент на некои работи и ги правиме да се проблеми, некои работи кои што воопшто претходно не ни биле проблеми, затоа што толку многу проблеми сме имале да решаваме, да тие проблеми воопшто не сме ги земале дека се проблеми. Гледате, значи повторно е точката на гледиште кон работите. Ако немаме обврски, ако не сме зафатени во животот, тогаш ќе почнеме да креираме проблеми од многу ситни работи од ситници. И тука доаѓаме до еден многу интересен заклучок дека во животот у суштина човекот ги сака проблемите. Гледате, ако имате некој човек кој што нема воопшто проблеми, едно нешто ќе си го одбере да му биде проблем, и вие ќе дојдете како пријател да му помогнете да му го решите проблемот, и тој никогаш нема да го реши. Гледате, не е сложено да заклучите дека вие решението кој што му го нудите е многу логично, поради тоа што ако го примени ќе го разреши проблемот. Но треба да сватиме дека тоа е единствениот проблем што го има. Тоа е единствената игра во моментот што тој ја има. И однаш го гледате дека цело време ви збори за нешто чие што решение очигледно, но тој не може, тоест не сака да го види. Поради тоа што тој проблем му дава барем некаква игра. Гледате, мотото на животот е боле да има некаков проблем отколку да немам никаков проблем затоа што ќе ми е досадно. Гледате, луѓето кога запаѓаат во досада, почнуваат да креираат проблеми и од некои најмали ситници, од најмали работи однаш ќе ги направат толку сериозни, толку значај ќе им даат, поради тоа што човекот сака да има проблем. Гледате, дел од нашиот ум, тој аналитичниот ум, е направен за да ги решава тие проблеми. Но пак ќе кажам, и тој поставува конструктивни проблеми да се решаваат. Реактивниот ум, тој подсвесен, негативен дел од ум за кој што постојано зборуваме во нашите емисии, прави проблеми од ситници, од глупости, прави работи да се многу сериозни, сложени кога се едноставни и така натаму. И фактички е многу просто. Ако имате некој човек кој што има многу мајци, ќе му речете дај ми ја мицава, и он ќе ви ја дае, поради тоа што има многу мајци. Но ако има некој човек само една мајца и му ја побарате мајцата да ви ја даде, ќе ја држи поради тоа што нема изобилство на мајци. Така да ако ние почнеме да креираме изобилство, пак ќе кажам, на конструктивни проблеми, тоа значи да поставуваме цели во животот. Некои од проблемите кои што се не толку значајни или едноставно минорни, ситни, ќе се изгубат сами по себе, поради тоа што кога ќе искреираме поголем проблем, проблемот кој што го имаме го пуштаме. Од друга страна пак, Жарко, имаме ситуации кога со луѓе од нашата блиска околина, односно блиски луѓе кои што се во нашето обкружување, имаме проблеми, имаме конфликтни ситуации и максимално се трудиме да ги разрешиме и да најдеме решение, да се ослободиме од конфликтите и од проблемите кои што го имаме со тие блиски луѓе. Постои ли начин како да ги решиме овие проблеми помеѓу блиските? Точно, но има некоја ситуации во животот кога имаме едноставно проблем со некој што најмногу ги сакаме. И тука ќе дадеме една убава дефиниција на тоа што е проблем. Или ако во нашата емисија секогаш ги дефинираме овие основни животни работи за кои што дискутираме, секогаш кога ги дефинираме можеме подобро да ги разбереме. Проблем во основа е да имаме намера и од другата страна да не дојде спротивна намера на тоа. Можеби јас сакам нешто, другиот човек сака нешто што е спротивно или не ми дозволува да го направам тоа. Ете, значи имаме две
спротивставени намери. Ако имаме две исти намери, тогаш немаме проблем, имаме тек на енергијата. Но кога имаме проблем, имаме застој на самата енергија, поради тоа што имаме една намера, од другата страна добиваме стоп, затоа што имаме контранамера. Контранамерата фактички ни го дава стопот. Сега, кога имате луѓе, секој од луѓето си е своја точка на гледиште, за тоа изборахме. Секој од нас ги гледа работите на свој начин. Секој од нас има точка на гледиште за животот, како животот треба да биде, што сакаме, како сакаме, каде сакаме да одиме, со кого сакаме да бидеме и така натаму. Сите сме единки, сите имаме различна точка на гледиште. Кога имате две точки на гледиште, кои што се спротивставени на некоја тема, тогаш имаме проблем. Без разлика дали е тоа не знам проблем во домот каде што сопругата сака едно, сопругот сака друго, дали е на работа каде што шефот бара едно, а вработениот инсистира дека единственото решение е нешто друго, имате застој на енергијата, имате проток, имате проблем. Сега начинот како да се борите со некого е да инсистирате дека вие сте во право и дека вашата точка на гледиште е единствената која што е исправна. И верувате ми, некогаш стварно таа точка на гледиште е исправна. Но ситуацијата е како можете да го направите другиот човек да види дека вашата точка на гледиште е поисправна можеби во тој момент, или како вие да бидеме, ние да бидеме доволно големи, да видиме дека можеби нашата точка на гледиште не е единствената во тој момент. И тука станува збор за тоа да сме волни да бидеме малку другиот човек. Видите, да не ги гледаме работите исклучиво од наша перспектива. Имаме некојаш луѓе или самите ние ќе запазиме во ситуации каде што сме многу тврдоглави во врска со нешто, дека тоа е единственото исправна работа и така или никако. Гледате, ако имате од другата страна друг човек што е таков, веднаш настанува проблем, тогаш настанува конфликт. Но ако имате можеби барем од едната страна, идеално е да бидат и двајцата, тогаш ќе нема проблем. Човек кој што е волен да ја види другата точка на гледиште. Видите, се ставиме од друга перспектива. Да ги видиме работите од очите на другиот. И тоа не е лесно да се направи. Знаете, можеби кога имате две деца кои што се во конфликт, братчето и сестричето, дома доаѓа мајката и она може да ги види двете страни во исто време. И она може да заземе ситуации, доаѓа над проблемот поради тоа што ги гледа двете страни. Така, во секоја игра, например, играте шах, имате бели пиуни, имате црни пиуни, имате војна. Имате конфликт секогаш кога имаме еден да се бутка својата страна, друг да се бутка својата страна. Но ако се кренеме малку над тој конфликт и почнеме да се однесуваме, да кажеме или да ги гледаме работите баш како мајката би ги гледала кога би имало конфликт меѓу две деца, видите, мајката може да ги види по-објективно работите затоа што ги гледа и двете страни. И тука е многу полесно да се најде решение. Ако сме волни да не преземеме одговорност само за тоа што ние го сакаме и за нашата точка на гледиште, тука ако сме волни малку да застанеме од другата страна и да ги погледнеме работите од аспект на другиот човек кој што е со нас или со кој што го имаме целиот проблем. Но тоа бара да влеземе во комуникација. Тоа бара да прашаме зашто. Тоа бара на вистина да сме во однос некаков, пак ќе кажам, базирано на убава комуникација со другиот човек за да разбереме зошто тој тоа го сака. Може би треба јас да искомуницирам зошто мислам дека моето е подобро. Но пак се навраќаме на комуникацијата која што во претходните емисии толку многу ја нагласивме, рековме дека е решение и разрешувач на сите тие проблеми. И некогаш фактички проблемите воопшто не се тие проблеми кои што ги имаме баш во тој момент. Колку пати ќе се дојдеме во ситуација каде што сопругот е лут на сопругата и едноставно не сака да направи нешто кое што она бара од него, или сопругата му е лута на сопругот, или детето, односно мајката не сака да направи нешто за детето. Детето сака да оди некаде и мајката инсистира дека не може тоа да го направи. Знаете, многу често проблемот не е во моментот за кој што ние се лутиме и креираме проблем. Може би детето или сопругата кога праша сопругата или мајката детето кога праша: "Добро, зошто ми се лутиш? Ма цело време ти сакаш да е по твое. Нема шанса ова сега вака да го направиме." Значи нема, воопшто не си во право ти, јас сум во право и вака едноставно треба да биде. Гледате го, зацврстува својот став. Но можеби проблемот не е у тоа. Можеби проблемот е малку претходно. Ако детето навлезе во комуникација со својата мајка и ја праша: "Добро, зошто ова го правиш? Дал направив нешто? Има ли нешто што го направив, што го сгрешив, кој што не беше во ред?" Ако влезете во таа комуникација, можеби мајката ќе каже: "Знаеш што, ама ја вчера те замолив ти едно нешто да направиш.
Јас се вратив дома од работа, уморна бев, те замолив да помогнеш да се расреди собата, да ги измиеш садовите, не сакаше. Сега не ќам ни ја. Гледате, можеби не е тој проблем за кој што мајката инсистира дека е денеска проблемот, него можеби таа не добила разбирање за претходниот ден, кога таа навистина имала мака и детето фактички го изигнорирала нејзиниот проблем или нејзиното барање. Или колку ова е често, например, во врските или во бракот. Не е проблемот во тој проблем, ајде така да кажам, кој што се крира во моментот. Можеби е за нешто претходно и обично е за нешто претходно. И ако навлеземе во комуникација, да разбереме што точно се случило, можеби не сега, во претходните денови, ќе откриеме интересни работи и ќе видиме, ќе го одглавиме тој проблем и човекот кога ќе го разберете, и едноставно стварно ќе го свати, ќе свати детево мајката дека навистина бил изморен и дека едноставно детево искрено ќе се извини за тоа и можеби сега ќе направи нешто, ќе видиме дека и мајката во тој момент ќе е волна да не ја држи својата страна и можеби ќе сака да го однесе детето таму каде што детето побарало. Во една од претходните емисии, Жарко, зборувавме на тема како да имаме поголема контрола врз животот и врз работите. И тука споменавме дека контролата е тесно поврзана со одговорноста. Сега, колку одговорноста и превземањето на одговорноста се поврзани со решавањето на проблемите? Ако ја дефинираме одговорноста пак, знаете, не е одговорно само да дојде човек дома и да си го заврши, не знам, тоа што ме обврска. Едноставно имаме механички одговорности кои што стварно во текот на денот можеби се обврски кои што мораме да ги завршиме. Но тоа не е единствената дефиниција на одговорност. Или ајде да кажеме, не ни помага во животот да ги разрешиме проблемите со луѓето. Имате можеби човек кој што секогаш си ги завршува своите работи, но има еден куп проблеми со останатите. Поради тоа што дефиницијата за одговорност и оно што можеме да кажеме за одговорноста е дека е тоа грижа за другиот. Волност да бидеш другиот. Волност да си заинтересиран за другиот. Волност да му помогнеш на другиот. Едноставно да го заштитиш кога треба да биде заштитен. Гледате, одговорноста е колку ќе ставиме наше внимание на другиот човек и ќе бидеме на некој начин во ментална комуникација со него, да видиме што е тоа што му треба. Како му оди во животот. Видите, можеби некој ќе дојде дома и не се чувствува добро. Вие го гледате тоа. Дел од одговорноста е можеби да прашате што се случува. Можеме ли некако да помогнеме? Ако можеме да помогнеме сега, нели? Но можеби човекот има некоја мисла или е загрижен во врска со нешто. Можеби мажот е загрижен за сопругата, така? Сопругата го гледа, го игнорира. Наредниот ден се случува уште нешто, се насобираат сите тие работи. Гледате, да си одговорен значи да си со вниманието на некој кој што е со тебе и да се грижиш за тој човек да му биде добро, да обстанува подобро, да успева и напредува. Гледате, не е одговорно да имаме некој човек и едноставно да го критикуваме постојано. Зборевме за тоа, да го инвалидизираме. Ама ти си ваков, ти си онаков. И не му помагаме така. Поради тоа што на она на кој што ќе дадеме акцент кај другиот човек, ако му ги дадеме и акцентираме сите негови лоши карактеристики и мани, ќе ги зголемиме тие лоши карактеристики и мани. Ако му дадеме акцент на добрите работи, ќе ги зголемиме неговите добри работи, неговите добри карактеристики, неговите одговорности, е така да кажам. И ако ја земеме таа дефиниција за одговорност, и ако пак сватиме дека на овој свет не сме сами, во животот честопати имаме загуби во останатите полиња на нашето постоење, на работа, во фамилијата, едноставно се повлекуваме во сами себе и стануваме индивидуалци. Но гледайте, идејата е колку можете вие да бидете тука и секој од нас постои не само за себе, него постои за другите. Колку можеме да бидеме од помош за другите, колку можеме да бидеме од помош за децата, колку можеме да бидеме од помош за сопругата, колку можеме да бидеме од помош за партнерот. Можеме ли да му дадеме внимание? Можеме ли да му допринесеме во неговиот успех? Колку убаво се чувствуваме кога ќе допринесеме за успехот на некој човек? Колку можеме да допринесеме за работното место и на работата? Ете, тоа е дел од одговорноста. И тоа е вистинска дефиниција за одговорност, поради тоа што ни дава можност да не ги разреши нашите проблеми. Ако имаме проблем со некој човек и дојдеме да го критикуваме и почнуваме да го окривуваме цело време, не помага да го разрешиме проблемот. Или може би имаме во некоја администрација некој човек кој што едноставно му дошло преку глава од 5 негативни луѓе кои што претходно биле во комуникација со него и наредно доаѓате ви и човеков е нервозен. А најлесно е да едноставно и ние му вратиме на неубав начин и да го критикуваме.
потешко е да видиме и да разбереме зошто можеби тоа е така. Лете можеби никој претходно не дошол да го праша има ли нешто како би можела да ти помогнам, на кој начин можам јас да ти олеснам тука. Таа можеби ќе речеме да, ама они се таму за нас. Точно е, но можеме ли ние да бидеме тука за нив? Можеме ли ние да ги служиме другите луѓе? Гледате, одговорноста е да го ставиме вниманието на надвор од нас, да видиме колку можеме да допринесеме и да помогнеме на таа околина. И доколку го имаме тој став, а во минатата емисија зборевме за среќата и за ставот. Ако го свртиме тој став, и ако постојано не сакаме вниманието да е на нас, него сакаме да го дајаме вниманието на надвор, едноставно да гледаме што се случува во нашата околина, да гледаме што се случува со децата, да го гледаме расположението на сопругата, на сопругот, на партнерот, на партнерката и да видиме дали можеме во дадени моменти да помогнеме. Во најмала рака можеме да ги сослушаме во врска со нивните проблеми, тоа е огромна помош. Можеби некојаш е помош да не направиме ништо. Едноставно да ги однесеме на кино, тие што го сакаме, едноставно да отидеме на кафе, едноставно да не збориме ни за тоа и тоа е помош. Но гледате, за да бидеме одговорни, мораме да бидеме волни да сме со вниманието на некого и да сме волни да помогнеме, да едноставно се грижиме за него, или ако некој ни каже нешто лошо во врска со тој наш пријател, едноставно да го игнорираме тоа, или да му вратиме на тој човек дека навистина не е така. Затоа што одговорноста подразбира да заштитиш исто така нешто, да бидеш заинтересиран, да посегнеш и да бидеш тоа нешто. Гледате, кога зборевме на почетокот од овој серијал, рековме дека човекот има способност да биде нешто. Но колку повеќе можеме да бидеме другите луѓе, а по тоа подразбирам да ги разбереме, да се внесеме во нивниот идентитет, толку повеќе ние сме самите поголемо битие. Толку повеќе ние можеме да бидеме. Еден човек кој што може да биде само он, без да може да се стави во чевлите на другите луѓе, на некој начин губи од животот и почна да креира проблеми од проста причина што за да ги разбереме другите луѓе, мора да сме волни нашето внимание да го ставиме на нив и да сме волни да видиме како е да се биде нив. Продолжуваме понатаму со денешната тема, зборуваме за проблемите и како секако да ги решиме. Со нас е доктор Жарко Кустич, генетички консултант од Сдруженијето на Грејани и Помагам. Жарко, зборувавме за одговорноста, ја споменавме секако одговорноста, а не би било чудно доколку не ја споменеме тонската скала и поврзаноста на тонската скала со одговорноста, секако малку повеќе и за новите гледачи во однос на тонската скала. На многу убав начин е поврзана, како што е поврзана со многу други работи, со одговорноста е поврзана. Ајде да објасниме прво тонската скала за новите наши гледачи кои што ни се приклучуваат и пак ќе кажам дека рековме дека во претходните емисии имаме умот снима слики, записи на сето тоа што ни се случува во животот, убави прилики, неубави моменти и дека неубавите и болните искуства како што се траумите физички, духовни и ментални трауми, загуби, болки и така натаму се снимаат во еден дел од умот кој што го нарекуваме реактивен ум, поради тоа што тој тие болки и негативни емоции снимени во него во дадени моменти ни ги реактивира и не прави се чувствуваме потиштени, без самодоверба, тажни, апатични, во страв и така натаму. И рековме дека генетиката е техника и начин како човекот може да се ослободи од тие негативни емоции, односно да ги приначи тие негативни емоции во позитивни, како да се врати самодовербата, сигурноста и така натаму. Но на што се случува е дека колку повеќе од такви трауми и негативни искуства собираме во животот, толку повеќе паѓаме по оваа скала на емоции. И пак ќе кажеме, оваа скала на емоции има едни убави тонови кои што се жолти на овој графички приказ, значи тука се тонот на игра, на акција, на развеселеност, естетика и така натаму. Како паѓаме понатаму по тонската скала подоле, фактички од црвените тонови се вклучува тој реактивен ум. И сите овие емоции кои што се во црвените и плавите и зелените тонови се фактички емоции кои што се снимени во тој подсвесен или реактивен ум. Тука се лутина, антагонизам, болка, огорченост, страв, тага, апатија и така натаму. Гледате, рековме дека оваа тонска скала на емоции е скала исто така на простор, колку може човекот да завземе простор. И колку сме повисоко по тонската скала, вниманието е помалку на нас. Помалку ни е вниманието свртено на кај нас самите. Повеќе вниманието е свртено на околината. Не даваме акцент на нас, даваме акцент на околината. И кога сме на овие тонови кои што се жолтите, многу малку имаме внимание на нас. Многу малку бараме за нас. Многу малку даваме акцент само за нас. Видите, толку повеќе даваме внимание на околината.
И колку повеќе даваме внимание на околината и сме тука за околината и креираме за околината. Еле да кажеме, ова тонска скала е скала на креативност за околината. Тоа вие жолти тонови креираат за околината, даваат на околината. Видите, кога давате на некого нешто, кога креирате на некого нешто, немате проблеми со тие луѓе. Кога сме биле креативни во врските, кога сме биле креативни во бракот, кога сме биле креативни на работа, не сме имале проблеми. Или тие проблеми што сме ги имале, не сме ги гледале како проблеми, ни било забавно да ги решиме. При тоа што сме рекле, ајде да повториме, сме биле причина, причинители. Ги наоѓаме решенијата на проблемите кога сме во жолтите тонови. Значи, кога сме во жолтите тонови, бараме решенија за проблемите, затоа што животот не игра. И тогаш сме интересно и проблемот да го разрешиме. Како паѓаме по тонската скала, животот станува посериозен. Работите стануваат посериозни. Видете, проблемите стануваат посериозни. Ако му придете на некој проблем сериозно многу, толку многу го зацврстувате тој проблем да на некој начин го правите многу солиден или цврст. Те колку повеќе сериозност му даете на нештото, толку помалку можете да го разрешите. Колку по-несериозно му придете на некој проблем, толку повеќе имате шанси да најдете решение. Пак ќе кажам, значи, како паѓаме по тонската скала, го губиме просторот, се повлекуваме во нас, се затвараме во нас, стануваме, пак ќе кажам, лути, огорчени, тажни, апатични. Гледате, целото внимание е на нас и во нашите умствени проблеми. Воопшто не сме со вниманието на надвор. Ние сме проблем за околината. Но имате некој човек што е постојано со такви емоции, не само што тој има многу проблеми, но самиот тој станува проблем за околината. Видите се, сите сакаат да го расположат, како да му помогнат на него. Зошто човекот станува ефект. Видите, сака да прима. Целото внимание му е на него. И го зима вниманието и на околината за него. За да го разрешиме било кој проблем, мора да сме во акција. Мора да делуваме. Со други зборови, мора да сме причина, од нас мора да излага некое решение. Така да, гледайте, има некои ситуации во животот и луѓе каде што одговорноста ја поврзуваат со сериозност. Знаеш, мора да си сериозен за да си одговорен. Воопшто не е така. Колку посериозни стануваме во врска со работите во животот, на некој начин помалку внимание можеме да дадеме за околината. Повеќе инсистираме дека ние сме во право. Колку посериозни сме. Знаете, сериозноста и одговорноста не се поврзани. Може да имате некој човек што е сериозен, а да е одговорен. Имате човек кој што не е сериозен, како некој кој што е во жолтите тонови и да е одговорен. Тој е дури и поодговорен, пак ќе кажам, поради тоа што вниманието не му е на него. Него влече вниманието за него. Него го дава вниманието на другите. Колку повеќе инсистирате дека вие сте во право, дека вие сте битните, станувате толку по-сериозен и толку по-тешко може да ги разрешите проблемите со околината. Поради тоа што е во ред да сме ние најбитните луѓе на оваа планета, но само ако и другите луѓе околу нас се исто толку битни, колку што сакаме и ние да сме битни. И ако почнеме да го менуваме тој став на тој начин, дека и другите се исто толку битни колку што сме и ние, и нивните желби се исто така битни како што се и нашите, почнуваме да го менуваме тој став, почнуваме се креаваме по тонската скала, одиме во акција, креираме за нив, им даваме на нив, не сакаме само да земеме, него сакаме и да дадеме. И тука веќе почнува да се разрешуваат проблемите поради тоа што гледаме да дадеме за околината. Колку повеќе даваме за околината, толку помалку проблеми имаме со околината. Жарко, кога зборувавме за среќата, рековме дека клучот до среќата и да бидеме среќни е да бидеме заинтересирани за животот и за работите. Дали може од ова да се заклучи дека клучот во решавањето на проблемите е да сме заинтересирани за околината и за другите околу нас, а не постојано сето внимание да го имаме на нас? Баш така. Вете, разговаравме во едно од почетоците, на почетокот на минатата година, за две многу интересни, ајде да кажам, не правила, него состојби. Едната е да сте заинтересиран и другата е да си интересен. Вете, секој човек може да биде интересен ако знае дека во тој момент е интересен и прави нешто што е интересно. Но некогаш во животот почнуваме обсесивно да сакаме внимание и да бидеме ние најинтересни во нашето постоење. Тогаш почнуваме да имаме проблеми. Тогаш креираме глупави проблеми кога сакаме само ние да сме центар на сето внимание кое што ги имаме.
Гледате, некогаш имате ситуација кога имате некој од другата страна. Можеби, не знам, дечко ја сака девојката, ама девојката е толку не заинтересирана за другиот човек, него интересна. Така ли можеби кога отидете во кафичка и што гледате дека никој не е заинтересиран за другиот да влезе во комуникација со другите луѓе, него сите седат во некои многу сериозни пози, сака да се интересни. Гледате да го привлечат вниманието. Не да дадат вниманието за околина, да прашат, да се запознат со другиот човек, да се заинтересираат што се случува во неговиот живот, него едноставно целото внимание на нив и сум интересен или сум интересна. И тогаш човекот почна да биде обседнат со себе, со своето тело, со физичкото нешто. Едноставно почнува да губи во животот токму поради тоа што сака само да зема, а не сака да дава. Гледате, кога сме заинтересирани за другите луѓе, баш тоа е тоа што го зборавме за одговорноста, стануваме одговорни, поради тоа што не го фиксираме вниманието само на нас. Не сме ние центар на се. И кога ќе кажам центар на се, не мислам од добра точка, затоа што ние сме центар на нашиот собствен универзум, например. Така, ние сме единки. И тоа е добро, но не можеме да бидеме најбитните ние, а другите околу нас да не се битни. Едноставно целото внимание да го земаме за нас, а да не дадеме внимание на некој друг. Но има еден интересен начин, една интересна појава дека човекот кој што станува заинтересиран за другите луѓе, гледате, толку тоа станува ретко више во денешницата, да сте едноставно заинтересирани за другите луѓе, да баш луѓето кои што се заинтересирани за другите луѓе, едноставно стануваат на природен начин интересни, поради тоа што се ретки во овие моменти. Така да ако дојдеме некогаш дома, не мораме веднаш да речеме, леле, какви проблеми имав на работа, ова ми е, вака ми е, мачно ми е, тажно ми е. Внимание, внимание, внимание. Можеме да го свртиме текот, да дојдеме дома и да го прашаме, да ја прашаме сопругата или сопругата да го праша сопругот како ти помина тебе денот, што ти се случи, како помина маму, што се едноставно сте заинтересирани за околината и тогаш почнуваме да ги разрешуваме, пак ќе кажам, проблемите поради тоа што даваме, а не сакаме обсесивно да земеме, затоа што во животот мораме и да земаме, но исто така мораме да даваме. Дали можеме жарко да кажеме дека решавањето на проблемите е поврзано и со соочувањето? Дали доколку се соочиме со проблемите, подобро ќе ги решиме? Да, начинот како да ги решиме проблемите е да ги соочиме. Начинот како да имаме многу проблеми е да бегаме од нив, да им го свртиме грбот, едноставно да не сакаме да погледнеме во нив. Колку повеќе ги игнорираме проблемите, колку повеќе одложуваме акција за да ги разрешиме проблемите, толку повеќе проблемите се зголемуваат и се намножуваат. Да, без разлика дали можеби расипан зап кој што кога ќе осетиме дека нешто не е во ред, ако отидеме и го соочиме веднаш, болката е многу помала. Колку повеќе чекаме, се расипуваат и околните заби, едноставно соочувањето после тоа на тој проблем е многу потешко. Така е исто и со животот и со луѓето. Ако видиме нешто дека не оди, дека нешто има, дека има нешто кое што треба да го соочиме, да го дискутираме и разговараме, многу поедноставно е кога тоа го направиме веднаш. Колку повеќе чекаме, се собираат многу повеќе проблеми и после кога ќе започнеме комуникацијата, имаме многу повеќе работи кои што треба да соочиме барем во тој момент. Така да начинот дефинитивно за да се решат проблемите е да се соочат. Доаѓаме полека и до самиот крај на ова откриени тајни. Доста работи кажавме за разрешувањето на проблемите и начините како да ги решиме, како да се ослободиме од проблемите. Остана ли уште нешто за крај што би можеле да го кажеме како едно резиме? Па би кажал за крај дека колку повеќе игри имаме во животот, толку сме посреќни. Дека треба сами да си креираме цели. Ако сме внесени во игри кои што се конструктивни игри, немаме време за глупави игри. Така, ако имате сопруг и сопруга или не знам дечко и девојка кои што едноставно почнуваат да имаат кавги многу помеѓу себе, можеби немаат цели. Треба се стават конструктивни цели. Тоа ќе ги сврти вниманието, ќе ги сплоти кон некои заеднички препреки, затоа што ако ги немаме ние тие игри, ако не ги поставаме тие цели, ако не сакаме заедно да ги надминеме тие препреки, ќе се свртиме еден против друг. И тука е проблемот. Тука е вклучувањето на реактивниот ум. Пак ќе кажам, можда мотото на оваа емисија треба да биде дека треба да дадеме внимание, треба да сме заинтересирани повеќе за околината и да видиме како можеме да ја помогнеме на околината, да се грижиме за околината. Знаете како, кога имате некоја мајка, кога ја гледате, има деца и колку со вниманието убаво насочена на нив, знаете дека ги заштитува, но им дава слобода да постојат, не е обсесивна за да пази да не паднеш, да не се удриш, да ги заштити, не од тој начин.
него едноставно им дава доволно простор самите тие да можат да го освојат животот, да го запознаат животот, но знаете дека таа мајка е секојаш тука и ги гледа, ги наблюдува, за да во моментот кога треба помош, е тука да им се најде. Ете, тоа е одговорност. И за крај би кажал една многу интересна приказна која што ја видов на социјалните медиуми и поврзана е со Израел и со Мртвото море и Галилејското море. Гледате, и Галилејското море и Мртвото море се напојуваат од иста река, од реката Јордан. Значи, реката Јордан се влева и во Мртвото море, фактички и во Галилејското море. Значи, од истата вода, од истата река доаѓа водата во двете различни мории. Мртвото море нема никаков живот во себе. Нема вегетација, нема риби, нема жив свет. Галилејското море има 27 различни типови на риби, обилна вегетација, многу птици кои што го посетуваат. Но она што е интересно е дека базенот на Мртвото море е затворен. Од Мртвото море не излага вода. Галилејското море има истек. И Галилејското море дава вода. И мотото на краткиот видео запис фактички беше дека за да има живот мора да примаме енергија и да даваме енергија. Ако во животот само примаме енергија и при тоа не даваме ништо, тогаш немаме ни живот, почнуваме да имаме проблеми. Така да можеби и тоа нека биде едноставно резимето или завршниот збор за оваа емисија, дека во животот колку повеќе сме креативни, колку повеќе сме насочени кон околината и колку повеќе креираме и даваме живот, толку и помалку проблеми во животот ќе има. Навистина убав начин да ја завршиме и да ја заокружиме денешната тема. Јас ви благодарам што денес повторно бевте со нас и верувам дека гледачите уживаа во денешниот разговор и во истото време следната сабота повторно ќе бидат заедно со нас. Благодарам Сања, благодарам за нашите редовни и нови гледачи во оваа емисија. Ви ве замолам, ако останавме недокажани или имате нешто кое што дополнително сакате да го дознаете, ве молам да стапите во контакт со мене, секогаш ми е задоволство да бидам во комуникација со нашите гледачи. Довидување. Тоа беше се за денешната Откриени тајни. Ја завршуваме денешната тема како да ги решиме проблемите во животот и верувам дека доста ви помогнавме со сите дадени одговори во рамки на денешната емисија. Доколку можеби нешто остана нејасно и недоразјаснето, секако дека доктор Жарко Костич е расположен и понатаму да биде во контакт со вас и секако во комуникацијата со него може да дознаете многу повеќе за разрешувањето на проблемите во животот. А тоа може да го сторите на неговата Facebook страна и на неговата имейл страна која во текот на емисијата ги гледате на екранот. Ви благодарам за вниманието, ве поканувам да останете на 24 вести, а Откриени тајни гледајте ја повторно следната сабота во редовниот термин. Пријатно!